како ватар ќе дотеча, на раце ќе те однесам. Ја закопаа пред 7 години, а сега ја кремираа. Изгоре култната Скопска, но и македонска универзална сала. Символот на човекова солидарност, донација за постземјотресно Скопје, во која учествувале 35 држави. Надеж дека македонската престолнина повторно ќе блесне во полн сјај, но и символ за хуманост. Дом на безвремениот детски фестивал Златно Славејче, напознатиот Скопје Фест, многу други фестивали и манифестации, како и место каде се создадоа безброј македонски современи музичари и уметници кои се калеа на нејзиниот подиум. Инветив на Златните Славејчиња за јубилејниот 50-ти роден ден дека ќе пеат во новата универзална сала. Инветив на нашите сограѓани дека овој символ на солидарноста ќе го добие својот познат сјај. Златно Славејче не ги дочека ниту првото, ниту второто ветување на претходниот градоначалник Шилегов, дека повторно ќе настапуваат во Скопската сала. Напротив, универзална беше причина за конфликт помеѓу Министерката за култура и градоначалничката на Скопје, уште во првите денови по промената на локалната власт. Незината реконструкција беше жртва на инаетот на политичарите до самиот крај. Господјо, вие зборувате работи паушално за кои што немате никакви аргументи. Да се карате, не сме, не е точно. Идејата да се реконструира се роди уште пред 2014-та, кога беше предвидена универзална сала да стане барокна, како дел од проектот Скопје 2014-та. Но како и многу други зафати и идејни решенија кои беа отпочнати тогаш, по промената на власта во 2017-та, замреа. Новата идеја беше таа да стане футуристичка, во форма на јајце, но Скопје не го отфрлија овој план. Па градските власти решија таа да го задржи веќе познатиот изглед, но обновена и реконструирана. Салата беше во центарот на политичкото внимание, што направи таа да се најде и во предизборните ветувања на СДСМ. Министерката и службите во Министерството во рекорден рок ги завршија сите процедури и еве сме денес тука, на чекор од овој долгогодишен сон на скопјани. Како на Шилегов, така и на Ковачевски идеите и плановите не им вродија со плод. По 6 децении постоење, таа стана символ за способноста, односно неспособноста на политичките елити. Сега останува времето да покаже дали универзална сала повторно ќе се крене од пепелта или на нејзина локација ќе никнат нови бетонски чудовишта.